Добар ден! Ова е порака на моите драги сограѓани од Демир Капија, а во однос на предстојните локални избори на 17 октомври. Имено јас, Јордан Трајков, еден од собствениците на винарска визба Попова кула, преку партијата Твоја партија, имам поднесено листа за советници во општината и јас сум носител на листа. И во таа насока сакам да ви дадам неколку информации. Зошто е битен изборот на советници во општината? Материјата на работењето на општината ја регулира Законот за локална самоуправа. Член 32 од тој закон дефинира дека одлуките во општината ги носат советниците, додека член 50 од истиот закон вели дека градоначалникот е само извршител на тие одлуки. Тоа значи дека наспроти широкото распространето мислење дека градоначалникот на една општина е алфа и омега на општината, не е така. Одлуките ги носат советниците. И затоа е битно во советот на општината да имаме луѓе со знаење, со искуство, но и со визија за развој на општината. Што е она за што јас се залагам во општината? Најболното прашање кај нас е економскиот просперитет. И во тој поглед јас имам еден иновативна идеја, а тоа е дека ние сите треба да имаме сопствено производство на електрична енергија од фотоволтаици. Демир Капија со 300 сончеви денови го дозволува тоа. И ние сите, како граѓани на оваа општина, можеме да имаме сопствени волтаици, но сето тоа треба да го овозможи општината, нели? И да најде начин за секој од нас да има барем 300 метри квадратни фотоволтаици. Со такво нешто секој човек на општината ќе генерира по 3000 евра годишно приходи. Тоа се екстра приходи надвор од плата. Така што со таквото нешто, со спроведувањето на таквата идеја, во Демир Капија ќе имаме сите значителни приходи. Секој жител, дали е бебе, дали е пензионер, секој жител ќе има своји приходи од фотоволтаиците. Понатаму, на сите фирми кои што работат во Демир Капија, треба да им се решат проблемите кои што се во доменот на општината и да им се овозможи да растат и понатаму. И исто така, треба да овозможиме нови инвестиции, но нови паметни инвестиции и да створиме нови работни места. Во однос на економијата исто така, сметам дека треба да направиме поврат на нашите реки, да ги заштитиме истите, затоа што тие ни овозможуваат и вода за пиење, но и за земјоделието се битни и битни се и за развојот на туризмот. Понатаму, двете стопански гранки кои што се најбитни во општината и за кои што сите зборат дека се најбитни, и јас се слагам со тоа, а тоа се земјоделието и туризмот. Значи, во односта на земјоделието, без вода нема земјоделие. Ние мораме да преземеме контрола над нашите канали за наводнување и да ги оспособиме за да имаме сите кои што сме во земјоделството, да имаме добро наводнување. Понатаму треба да го насочиме земјоделското производство кон производи кои што се бараат на пазар. И уште повеќе, без разлика што некој мисли дека општината не е задолжена за тоа, сепак општината треба да го организира пазарот на грозјето. И на грозјето кој што е за јадење и за грозјето кој што е за вино. Општината мора да овозможи, да направи напор да на тој пазар се појавиме заеднички и да ги продадеме нашите производи на начин што ќе добиеме фер цена и ќе биде тоа наплатено. На таков начин ќе го развиеме земјоделството како една од основните индустрии на која што Демир Капија треба да почива, економијата на Демир Капија. Понатаму, знаете дека сум еден од пионирите на винскиот туризам во Македонија. Имам добри идеи во однос на развојот на туризмот и сум сигурен дека Демир Капија има огромни потенцијали за развојот на туризмот
И јас, ако ми изберете за советник, ќе се залагам за развој понатамошен на туризмот и тоа до степен да цела општина може да процути буквално со тој развој на туризмот. Со ова што претходно го кажав, сметам дека економските проблеми на граѓаните на Демир Капија ќе бидат решени. Понатаму сметам дека општината треба да биде во сервис на граѓаните, дека треба да биде добро организирана, но и јавното претпријатие наше треба да биде добро организирано и добро финансирано. Буџетот на општината мора да биде здрав и развоен. Пред да ја правам попова кула бев во банкарството, сум стручнак по финансии и знам што значи добро буџетирање. Понатаму, ние мораме да се грижиме за целата општина да биде безпрекорно и чиста и средена. И треба да се грижиме за заштита на природата и тоа безкомпромисно. И јас се залагам за тоа. Една од основите за развојот на општината е урбанистичкото планирање. Сметам дека тоа е од клучно значење за целокупниот развој. Во тој поглед исто така имам доста искуство. Доколку бидам советник, од прв ден ќе се залагам за носење на нов ГУП, генерален урбанистички план, кој што ќе даде можност да се заштитат добрата, например реката наша да се заштити, а сепак да даде простор за развој, и тоа за развој и на индустрија, лесно, незагадувачка индустрија, но и за развој на делови од општината за домување, како и за фотоволтаици. Значи, тоа е еден исклучително битен чекор. Во ингеренциите на општината спаѓа и образованието. Она што го гледаме денеска е дека имаме градинка, имаме основно училиште. Ќе се залагам за тие да бидат уште подобро организирани и да бидат подобро средени и градинката и основното училиште. Меѓутоа, веќе разговарам со сопственици на врвно средно школо од светски калибар, кои што се спремни да дојдат во општина Демир Капија и да направат кампус тука. Сметам дека општината треба да дозволи да се изгради приватно врвно светско школо, средно, кое што само што ќе ги земе нашите деца да учат тука во Демир Капија, туку и ќе привлече други деца од страна, и од Македонија, а и од поблиското обкружување на Македонија, од соседите. И на истото тоа училиште треба да му се овозможи да направи свој кампус, свој интернат и спортски терен. Сметам дека тоа е добро за општината и јас ќе се залагам за таквото нешто. Во однос на пензионерите, сметам дека треба да се отвори еден здрав, добар пензионерски клуб и исто така да се овозможат инвестиции во пензионерски домови, кои што ќе бидат наменети како за нашите пензионери, така за пензионерите од Македонија и од Европа. Едно од исто така од ингеренциите на општината е развојот на спортот. Само доколку имаме добро поставен, организиран спортски живот, можеме да тврдиме дека нашите деца ќе имат правилен развој. Затоа спортот е многу битен. Како бивши ракометар на РК Тиквешка Вадарци, разбирам што значи тоа и знам многу за спортот. Јас би се залагал за да се направи едно градско спортско друштво и во рамките на тоа градско спортско друштво да функционираат неколку спортски клубови и тоа пред се атлетски спортски клуб. Атлетиката е кралица на спортовите, ние ја немаме, не треба ништо за неа. Само треба малце ум и малце организација. Фудбалски, ракометен, кошаркарски, велосипедски, планинарски, клуб за качување на стени и нормално нашиот кајакарски клуб. Во однос на кајакарскиот клуб, ние го имаме Вардар и тоа е една од најдобрите патеки кајакарски во Европа. И затоа сметам дека на кајакарскиот клуб треба да му се овозможи во рок од 8 години да изнедри светски и олимписки шампиони. Хајде сега насмејте се таму. Тврдам дека за 8 години, дете што е сега 10 години, со правилно насочување во тој спорт може да стане шампион на 18 години.
Ќе се залагам исто така и за изградба на надворешен фитнес центар. Жал ми се плаче кога ќе ги видам младите во Демир Капија да немат надворешен фитнес центар. Тоа е многу мала инвестиција, јас ќе се залагам за младите да имаат надворешен фитнес центар. 10 месеци во годината имаме убаво време и штета е тие млади луѓе да бидат затворени во некакви подромски простории да вежбат. Треба надвор да се направи убав фитнес центар. Исто така, сите спортски игралишта во Демир Капија треба да ги дооформиме, така што можеме да ги насочиме младите кон спортот, а не кон дрогата. Исто така, во ингеренциите на општината спаѓа и културниот живот во општината и во тој поглед сметам дека треба да се унапреди работата на Домот за културата, но исто така и на театарската дружина треба да се стават финансии таму и во фолклорното друштво, но треба да формираме хор или хорови. Зошто да немаме и младенски, и женски, и мешан, и детски хор. Таквото нешто е исклучително добро и јас ќе се залагам за такво нешто. Нормално треба да ги средиме улиците, да изградиме нови улици, да изградиме пред се и тротоари, немаме тротоари. Треба да изградиме велосипедски патеки и нешто многу битно. Ќе се залагам за организација на јавен транспорт помеѓу селата и градското јадро. Нешто што сега го немаме и сме во ситуација да луѓето кои што живеат во селата да мораат сами да се снаоѓаат како да дојдат на работа, ако работат тука во градот или ако треба да одат во друг град на работа. Значи, исто така ќе се залагам и за патиштата кои што не поврзуваат со другите општини да бидат ставени во програмата на општината. Пример, патот кој што оди преку Бесвица до Дисан и преку Дисан до Кавадарци, тој е веќе влезен во програмата во Кавадарци, треба да биде влезен и да се залагаме за тој пат и ние. Со сето тоа за кој што се залагам, сметам дека ќе се создадат услови за враќање на нашите иселени сограѓани. Тажно е да се гледа кога некој се иселува од Демир Капија. Треба да направиме се за да ги вратиме тие, да поставиме такви услови што ќе имаме сите убав живот тука. И не само тоа, треба да привлечеме млади луѓе од Македонија да дојдат да се населат тука за да Демир Капија стане едно поголемо и поубаво место за живот. Се на се, драги сограѓани, ќе биде чест да ве застапувам во советот на општината. Имам знаење и искуство, доколку го заокружите 28 број, доколку ме изберете во тој случај и ќе ме ополномоштите за овие идеи што ги изнесувам да станат реалност. Ваша е оваа општина, тоест наша, и наша е одлуката на 17 октомври и да бидеме паметни, да избереме луѓе кои што имаат знаење и кои што имаат искуство и кои што имаат идеи за развој на оваа општина. Ви благодарам многу.